Добри ден во студио за моите гости. Звонко Стаменко, вие сте председател на Радио Аматерскиот сојуз на Македонија, и мојот колега Томислав Кежаровски, новинар, нова улога сега на Радио Аматер, сушност на еден од првите луѓе, член на извршниот одбор на Сојузот на Радио Аматерскиот сојуз на Македонија, веќе од дете. Кежаровски од шесто одделение започнал да се занимава со аматеризмот, радио аматерството. Одиме значи со темата, се разбира дека ова криза во смисол трагедија која се случи, 22 луѓе загина. И сега објаснете ми, една од активностите всушност на радио аматеризмот е комуникација со надлежните институции, со соодветните институции, во време токму на кризни состојби. Што се случуваше ноќта на 6 август, кога се случи оваа трагедија? Да, значи Радио Аматерскиот сојуз како организација, една од своите активности или една дисциплина е наречена радио мрежа за опасност. Истата се активира, значи во полн капацитет или сега зависи од ситуацијата на одреден регион, како што е сега ситуацијата во Скопскиот регион. Значи, дел од мрежата за опасност, со тоа што учествуваат и другите радиоматери од Македонија. Мрежата се одржува на УХФ или ВХФ подрачјето, значи таков е теренот наш. Се користат и кратки бранови, но за подалечни радиоврски, односно комуникација во смисла на контакти со други држави, помош, пренесување на пораки и така натаму. Како истата, значи радиомрежа, ние имаме редовни проверки на кои се одржуваат еднаш неделно или 3-4 пати месечно, во зависност од ситуациите, од можностите и така натаму. Но, за жал, да кажем, критичниот ден, пошто имаме и двојца радиоматери кои се зафатени во кризното подрачје. Зафатени во смисло се жртви на поплавите. Истите преку радиоматерските репетитори пренесува пораки во смисла дека доаѓаат поголеми количини на вода, дека има навлегување на вода во домовите, дека ситуацијата постанува алармантна, дека излегува од контрола. На кого тоа му го тоа се пренесуваше преку радиоматерските репетитори, значи во радиоматерската мрежа. Сега, имаше обиди за зајавување, да кажеме и со на МВР, според да кажем замислата, Радио Аматерскиот сојуз на Македонија треба истите информации да ги пренесува на Центарот за управување со кризи, затоа што тоа е надлежна институција која ги прима сите информации и ве координира, веројатно, ги координира сите други заинтересирани субјекти, нали? Кои треба да бидат ангажирани на полето на спасување и заштита. Имаме одредена комуникација, да кажеме, но пак ќе речам, не истата комуникација се одвива на лични познанства, не е структурирана, не е поставена во системот со луѓето во Дирекцијата за заштита и спасување. И нашите лични контакти се познаваме, соработуваме и така разменуваме мислења, но институционално, значи, не сме поставени во самата пирамида на Тоа сакате да кажете дека не комунициравте ноќта со никого? Да, не можевме да воспоставиме контакт со никого. Зошто? Кежаровски? Што се случуваше таа ноќ? Затоа што нема кому да му ја пренесете информацијата. Нема заинтересиран. Неработен ден. Нема заинтересиран човек кој што таа информација ќе ја прими и ќе ја проследи таму каде што треба. Моја граѓанска обврска, не зборам како радиоматер, оно што сум го дознал од теренот, од пријател, од колега, е да го пренесам. Меѓутоа, нема кому. Добро. Ќе се јавите на 92, па добро, нормална појава, нели, врне. Не се тие кои што треба да излезат. Сметам дека во моментот за тај има институционална грешка, да речем, во целава работа, затоа што човечка грешка всушност. Човечки фактор. Заради тоа што институциите се водени од луѓе, се разбира. Сметам дека првите луѓе во Центарот за управување со кризи и
нели она што е дирекцијата за спасување и за спасување и за справување, добро? За спасување и заштита. Самите први луѓе не ја знаат тежината на нивната одговорност. Тие во моментот на ова случување се првите луѓе во државата. Значи, тие главните кои што треба да действуваат. Порано беше поинаку. Значи, јас сум од, еве ќе ви кажам, од 77 некаде радиоаматер. Поинаку. Јас бев 6 одделение прв пат кога положив за радиоаматер, без оглед на возраст. Кога ќе заминев на годишен одмор, дали со родителите или сам, оставав каде сум, за да можат институциите во ваква ситуација да ме најдат и да ме донесат на место на настав. Да, добро. Вие таа ноќ не комунициравте со никого, беше безуспешни сите обиди. Дали претходно сте имале комуникација, контакти, средби, некакви состаноци со надлежните институции? Во текот на јуни месец имавме состанок, подготвителен состанок да го наречам, со дирекцијата за заштита, со Центарот за управување со кризи, пардон. Со господјата Сузана Салију, таа е прв човек на Центарот. Каде што беа присутни сите здружени, организации и така натаму, кои во вакви ситуации имаат своји ангажмани, своји употреби, и целта беше справувањето со пожарите. Значи, исто елементарна непогода една како ова, со тоа што, да кажем, улогата, местото и улогата на сите тие организации во таква ситуации. Од јавување до постапки и така натаму. На состанокот, за жал, да кажеме, директорката на Центарот за управување со кризи беше изненадена од радиоматерите во Македонија. Дека постои. Од самиот факт дека постои таква организација. Таа организација 70 години. 70 ова година одбележуваме 70 години од нашето постоење. И тоа беше првиот ваш контакт со првата средба ваша. Имавме порано со сите директори, поранешни имавме, од Панде Лазаревски па еве до господјата Сузана. Значи, имаме поднесено комплетни елаборати, значи нашите радиомрежата за опасност, употребата, фреквенции, луѓе, распоред и така натаму, но сето тоа, да кажеме, не најде на... Не бевме повикани ни еднаш, нити да го образложиме ние сето тоа, нити како го замислуваме, како можеме да функционираме на тој начин. А на кој начин функционира всушност? Да не биде целата вина само на Сузана Салију или на Шабан Салију, јас ти ви кажам... Јас не гледам вината кај никој, него... Не, ќе ви кажам еден пример. Со господинот Стаменков во повеќе наврати се обидував да стапам во контакт со градоначалникот на аеродром. Од кои причини планиравме на таа територија да формираме 2-3 радиоклуба кои што ќе бидат стационирани во неколку условно кризни региони. Со оглед на тоа што Вардар во должината на општината нели тече и постои опасност од евентуално излевање. Ние сме тие кои што можеме да се најдеме, кои што први можеме да ги информираме луѓето, институциите, на крајот на криштата и јавноста на цела Македонија. Еве, со години се обидуваме да стапиме во контакт со градоначалникот, не успеваме. Не велам дека тој одбива, претпоставам дури дека не му пренесуваат информација. Значи, не можам да речем дека господинот Ивица Коневски. Ви рекол, одбивам да имам средба со вас. Меѓутоа, не можеме да дојдеме. Немаме никаков одговор. Да, одговорот е тука, забетониран. Сме се обидували писмено и усмено и ово и оно. Нема интерес. Не знам зошто. Жалосно е што денеска на територија на Скопје имаме регистрирани, значи како правни субјекти имаме 8 радиоаматерски клубови. Но од тие 8 радиоаматерски клубови кои се денеска, ниеден радиоклуб нема своја просторија. Просториите кои ги има радиоклубовите, значи во време на транзицијата им треба на локалните самоуправи чуди така натаму од комерцијални цели, така да ги изгубивме сите простории. Значи, некако сите гледаат дека радиоаматеризмот е непрофитна дејност. Каде тогаш функционираат, каде работат радиоаматерите сите, значи, еве, мојата опрема е
кај мене дома, таа е лична моја опрема. Да. Секој се обезбедува опрема за себе. И сите дома работите? Да. Но ако формираме, извинете. Еве, например, знам, јас сум член на радиоаматерскиот клуб од Виница. Во Виница, например, најдовме така со градоначалникот заеднички јазик, добивме простори, поставивме опрема таму, почнавме со обука на млад персонал, значи на млад кадар, на деца и така натаму. Истото функционира во Кавадарци, функционира во Битола и на многу места, на 24 радиоклуба имаме во моментот, но во Скопје не можеме. Ние имаме први награди на светско ниво добиени. Први награди, никој не знае. Значи се обидуваме и медиумски да ја представиме, некако медиумите се прекупирани, нели, од политичките ситуации, па некако не стасуваме да ги обелодениме тие наши успеси. Значи на светско ниво имаме. Но сега сте доживееле голем неуспех, дебакал. Да. На свој терен. Да, на свој терен, ноќта на 6 август. Што ќе се случуваше ако искомунициравте со надлежните институции? Како се води целата таа комуникација? Може ли да објасните? Во моментот, еве, да кажеме 2-3 дена после критичниот ден, поголем дел од зафатениот терен остана без вода, без струја, значи мобилните телефони не функционира, немаше интернет, не знам и сега дали секаде постои интернет и струјата ми се чини дека скоро секаде е пуштена, но во тој период, например, едина комуникација беа радиостаниците. Едина комуникација. Не се, да кажеме, овие потраги по луѓе, по потреба од помош, од било што, значи, не се знаеше каде треба да се постави и каде да се испрати. Додека нашите радиоматери се остручени за сето тоа. Значи, нашиот систем кога профункционира, ние точно ги имаме, да кажеме, од покривање на болниците до критичните точки на лице место, испраќање капацитетот. Пример, сега ќе ја земам градска болница, колку пациенти може да прими? Или, например, 8 септември, така натаму. Значи, нема потреба човек да се испраќа во 8 септември ако нема место. Да. Колку за... Доколку не функционира мобилната телефонија, ако нема струја, интернет и така натаму. Факт беше дека не функционираше. Да, не функционираше. Друго, еве, со Црвениот крст се обидуваме многу пати, значи, тие се, точно, си ја вршат својата работа. Имаме, пак ќе речем, имаме одредени соработки, но сите тие застануваат некаде измеѓу. Тие има на времето своји радиоврски, своји репетитори, но сето тоа не функционира, а и на истите тие им треба комуникација. Знаете како е, кога ќе појде радиоматер таму, ја познава радиостаницата, без оглед на тоа каква радиостаница ќе ми дадете, јас ја познам. Знам како да ја приклучам, знам што треба да направам во даден момент ако нешто не ми работи. Тие знам што да пренесам. Што се во Црвен крст, тој ја познава радиостаницата само површно. Тој не знае што треба да направи доколку му се откаже врската. Каде да се префрли, на која фреквенција, на кој канал. Они знаат само на тој канал, ако има некако пореметување, нефункционално е. Само едно нешто да ви кажам. Тоа беше 81 година, Вардар се излеа на подрачјето на Ѓорче Петров. Мислам дека имаше излевање и тука некаде на територија на аеродром. Јас бев тогаш прва година средна школа. Значи, системот поинаку функционираше. Народна техника доби информација, радиоклубот во Народна техника доби информација дека се потребни радиоматерите, дојдоа мезера од час. Ташната ја оставив кај директорот, се качи во кола, ми дадоа радиостаница, ме однесоа во Ѓорче. Значи, родителите дома после дознаа каде се наоѓам. Добро, ама тогаш не имало мобилни телефони. Немаше мобилни, но... било една од причините зашто сте биле неопходни во тој период. Еве и сега истото. Значи, во даден момент, нека има кризна ситуација, не дај Боже, земјотрес. Мобилната телефонија запера. Не можете да очекувате дека тама ќе ги пушти. Струјата мора да запре. Радиостаницата е таа која што може да функционира и без струја. Да. Жалосно е што во вакви ситуации, пред 2 години имаше случај во Непал, кај што имаше катастрофален земјотрес во 2 удари. Да кажем, јас бев еден од радиоматерите во Македонија кој работеше за Непал.
Да? Значи, во воспоставување радиоврски со Непал, овозможување на контакти со лица од Непал и така натаму. Сега, значи, ние сме искористени надвор, да, но не и во собствената земја. земја. Да. Значи, тоа е сега прашањето, парадоксот на целата работа. Во карактерот на радиоматерството, на радиоматерот, на самата личност не е да се фали. Може би тоа ни е она славата точка. Да. Значи јас воопшто и малкумина, освен тие што добро ме познаваат, дека и се уште дома имам радиостаница. Ја немам потреба да се фалам или нешто друго. Мојата работа е во интерес на општеството, на државата, на човештвото, да ја поставам и да се ставам во... Но треба да информирате јавност, односно надлежните институции за значењето на некој пат знаева многу за радиоматерството, сега... Минатата година имавме, меѓу другото, и така едно интервју за еден од печатените медиуми, кај што насловот дојде сам по себе, значи баш зар треба нешто да се случи за да дознаат луѓето за нас. И веќе денеска имаме ние интервју и така да токму заради тоа. Тие се работите кои, да кажеме, кога нешто го имаме, треба да го искористиме. Треба да го искористиме. Да. Пак ќе спомнам, минатата година имавме светско првенство во Македонија. Од 9 до 13 септември во Охрид, во хотел Десарет се одржа светско првенство, кај што присуствуваат 26 држави со 240 радиоматери. Значи, импозантна бројка, дојдоа многу луѓе, составот на радиоматерите, значи, односно, да кажем, радиоматер може да биде секој, и по професиите сме сите скоро различни, хобито ни е заедничко. Имавме, да кажеме, пратеници од Данска, од Бундестаг, од Германски, 8 шеика ни беа гости овде и така натаму. Значи, лепезата на професиите разноразна. Профили. И доста интересно. Многу државници се, председатели на држава се радиоматери. Така да, секаде добро направивме, сега исчекори и ние малку. Младата популација веќе дојде, изгледа, заситување од социјалните мрежи и така натаму. И повторно се враќаат луѓето на радиостаниците. Најмладиот радиоматер во Македонија сега не е 12 години. Добро. Значи, да, јас благодарам. Имаме пак некој напредок. И децата се, мислам, младите се заинтересирани. Јас добивам дневно по не знам, по 70-80 повици за активирање во целата оваа ситуација, но пак ќе речем ефектот е така. Да, ви благодарам што бевте гости. Благодарам.